Утринава со големо задоволство сакам да ви ја најавам премиерата на најновата инклузивна танцова представа на студиото Еурека со наслов Сеќавања, која што ќе се случи в понеделник 4 декември во Националната опера и балет со почеток од 19 часот. Утредента на 5 декември со почеток во 9:30 и во 11 часот уште два пати ќе биде одиграна оваа танцова представа. Зашто зборува истата? Зошто е значајно да имаме инклузивни танцови представи и за бавината која што оваа представа им ја овозможува и на танчерите, но и на гледачите, ќе слушнете во следниве минути низ разговорот со Катерина Јолаковска, основач на студиото Еурека. Кате, добро утро. Добро утро, благодарам на поканата. Студиото Еурека е прво инклузивно танцово студио во нашава земја. Кате, може ли разговорот да го започнеме токму таа далечна 2001 година, кога решивте да ги отворите портите за сите дечиња кои што сакаат да танцуваат без разлика на нивните различности и без разлика на нивните посебни потреби или посебни способности, може би уште подобро кажано. Така, Ирина, Еурека постои од 2001 година и јас со гордост ќе потврдам дека навистина е од таа година инклузивно танцово студио, бидејќи ние уште на самите почетоци, кога оваа тема не беше воопшто ни популарна, ги отворивме вратите на лицата со попречености и прифаќавме дечиња, се инклузираа, танцуваа, ги вклучувавме во сите наши активности. Низ годините не само што формиравте една прекрасна армија на млади танчери кои што се дружат и уживаат во светот на инклузивноста, туку многу пати имавте можност да настапувате и на сцени надвор од нашата земја, да освоите безброј награди на кои што им се радувате не само вие, кои што работите со тие деца, туку и самите танчери. Колку тоа придонесува за да се мотивираат и да учествуваат во сите тие прекрасни проекти што стојат со подписот на Еурека? Ние многу се радуваме што нашите проекти станаа видливи не само во нашата држава, туку и надвор од неа. Соработката се проширува. Ја започнавме во Зајачар пред неколку години во Србија, на покана од детски центар Зајачар. Нашата драга пријателка Селена не покани и Пепелашка беше за прв пат изведена на таа сцена во Србија. Соработката проложи неколку години и се продлабочи, за да веќе оваа година ние добивме партнерски проект во програмата Еразмус, Еурека од Македонија, Сдружение од Србија, од Хрватска и од Бугарија. Работиме точно на оваа тема, инклузија на младите со попречености во културата, уметноста и пракса и размена искуства на оваа тема, така да тоа е доказ дека меѓународната сцена нам не ги проширува видиците и границите. И ја потврдува нашата работа, успехот во нашата работа. Уште една работа беше евидентна, ако правиме паралела со сцените од регионов. Веројатно сме први што од толкав обем, односно вие сте први Еурека и ние како држава Македонија, што создадовте таква инклузивна представа, како што беше таа почетната, Пепелашка, со преку 120 танчери на сцената. Имавте можност, значи, да патувате, да соработувате со останати танцови студија и чинам дека навистина сме први и единствени во ова. Може да кажеме дека сме први, не знаме, еве некој можеби ќе ме побие. Меѓутоа први со ваков обем сигурно сме. Некако успеавме на младите да им доближиме таа тема и да ја прифатат. Нашето студио од година на година се повеќе го зголемува членството, на наше огромно задоволство и беше тежок патот да се пробие во првите генерации. Сега како се обновуваат новите генерации, доаѓаат, само го пренесуваат, ја пренесуваат таа култура, тоа внимание на сите нови генерации. Оваа година нашето студио брои близу 380 членови. Ние им даваме во новата премиера, им даваме можност речиси на сите да застанат на сцената на Национална опера и балет и се надеваме дека тоа ќе биде позитивно прифатено публиката и дека
ќе го потврдиме успехот за кој што зборуваме. Танцот е прекрасен начин на изразување на емоциите, на чувствата на младите луѓе. Сите што членувале и членуваат во Еурека го знаат тоа, а публиката што присуствувала на вашите представи, особено на инклузивните, навистина почувствувала каква магија успеваат сите танчери да донесат на сцената. Приказната почна со Пепелашка, првата танцова инклузивна представа, потоа ја продолживте со Звонарот, со Рефлексија, а годинава ќе имаме можност да се запознаеме и со инклузивната танцова представа Сеќавање. Нешто повеќе за оваа представа, кажете молам. Четврта поред, како што каже Ирина, Сеќавање е приказ на низ времето. На наше огромно задоволство, оваа представа се изведува на македонски евергрини, значи песни, музики кои што се создадени од наши автори. Првата цел ни беше да инклузираме, меѓутоа исто така целта ни беше да им ја доближиме македонската, добрата македонска музика на младите и веќе се превршуваме кон крајот. Како доаѓаме кон крајот на изведбата и со подготовките, да, тоа се случува, им ја доближивме таа музика, младите, децата се повеќе ја засака, ја пеат, ја слушаат и им се допаѓа. Некако сакаме да задржиме таа култура кај тие генерации и пред малку кажав дека ќе дадеме можност на голем број наши членови, па така главниот лик ќе ни биде дедо, старец во поодминати години, кој што ќе се сеќава за животот и предизвиците минати назад низ годините. Колку членови ќе учествуваат на оваа представа? Близу 320 до 340 членови ќе застанат на сцената на Национална опера и балет како дел од оваа представа. Тоа значи дека буквално сите членови на Еурека, од сите генерации, од најмладите до оние што се веќе... Речи си сите, оставивме простор за најновите членови малку да се адаптираат во нашите редови и на многу малите, таа генерација што ни се 4-5 години, не предучилишна возраст, нема да бидат вклучени во оваа представа, на нив ќе ги вклучиме во следната изведба. Ја спомнавме музиката, која што исто така е многу важна компонента во создавањето на еден ваков танцов, инклузивен мюзикал, ајде да го наречеме. Минатата година Рефлексија беше изведена на музика на Кирил Џајковски. Оваа година се одлучивте за македонски евергрини, што значи дека освен танцова едукација, на вашите членови им правите и музичка едукација. Како тие реагираат на тоа? Точно така, во последно време ние знаеме да кажеме Еурека повеќе од танц и некако тоа се провлекува и се наметнува. Навистина нам приоритет ни е, основна дејност ни е танцот, меѓутоа приоритет ни е да изградиме здрави генерации, културни, воспитани млади, кои што ќе можат многу да придонесат понатаму во новите генерации и успеваме во тоа. Уживаме на овие проби на македонската, на звуците на македонската музика. Уживавме минатата година и на Кирил Џајковски и сега. Навистина има различни имиња, различни наслови. Мислам дека ќе оставиме еден печат на ова време, сеќавајќи се на минатото. На сцената и во понеделник ќе видиме голем број на танчери без посебни потреби и дечиња со попреченост и секогаш досега на вашите представи евидентно е дека функционираат како една целина, дека се толку сплотени, дека толку знаат да си ги читаат емоциите, дека толку ги поддржуваат движењата едни со други, што е вистински празник за очи да се гледаат сите заедно на едно место. Кате, што значат овие танцови представи и воопшто можноста за децата со попреченост да бидат дел од една ваква приказна, од една ваква целина која што трае со години? Бројот
на членови во инклузивната група веќе се зголемува. Тоа е доказ дека навистина е предизвик и на новите членови и нови родители се охрабруваат да ги впуштат своите дечиња во едни вакви води, а доскоро не веруваа и беше мал бројот. Мене ми е многу драго што на 4 декември на сцената ќе ги видиме повторно Марија, Мики, Дени, Јована, Марио и Стефан и Ники во последната представа, но ќе видиме и нови именца, дечиња кои што прв пат се со попречености, но прв пат ќе бидат дел од нашите представи. Тоа беше предизвик за нас да ги воведеме во тоа и се уште не е предизвик при фекањето на сцената, на публиката исто така, на таа маса, на армија од учесници. Мислам дека многу значат. Родителите се веќе како зазема обем, бројноста на пробите се зголемува, родителите се пресрекни во тоа покружување. Гледам дека и децата се исто така пресрекни, така да самодовербата, потврдата дека вредат. Доскоро културата не беше, ниту танцот не беше за нив воопшто на списокот на активности возможен. Меѓутоа внесува една позитива во нивниот живот и како што знаат многумина да кажа дека Еурека активностите не водат низ нашиот живот, тоа ни е звезда водилка, па веројатно е тоа. Освен премиерната изведба на 4 декември со почеток од 17 часот во Националната опера и балет, предвидени се и 2-дневни представи на 5 декември од 9:30 и 11:30, кои што се наменети пред се за училишната публика. Каков е интересот на училиштата за посета на ваквите представи? Мене ми е многу драго што најдуваме и на поддршка од општините и инклузивните танцови представи втора година ги понудивме на општините, а преку тоа и во училиштата. Учениците и наставниците почна да прашуваат и пред да стигне понудата кај нив. Интересот е голем, а тоа е резултат на успешната минатогодишна представа Рефлексија. Темата инклузија станува се поактуелна, па така и наставниците име предизвик да ги донесат учениците да видат едно инклузивно дело различно од она што го гледаат во клупите и што го учат во секојдневието. Се надевам дека тие две представи во 9:30 и 11:30 ќе бидат полни со ученици и дека пораката ќе пренесеме до многу млади генерации. Кате, знам дека секогаш салата е исполнета до последно место поради големиот интерес, но сепак верувам дека се уште се наоѓа по некоја карта, па ајде за сите што утринава не гледаат и не слушаат, а би сакале да дојдат и да ја погледнат представата Сеќавања, каде може да ги набават билетите и која е цената на истите? Представата, премиерата е рече се распродадена, меѓутоа тоа што се надам дека ќе имаат можност тие што сакаат да купат, на купи карти за се. За 4 декември, почеток 19 часот, цената е 350 денари, а за 5 декември, 9:30 и 11:30, цената е 250 денари. Дали ова танцова инклузивна представа ќе прошета и низ Македонија, како што беше случај со претходните? Јас многу би сакала, искрено, секогаш имаме што да понудиме, што да прикажеме, ќе направиме напори да ја видиш што поголем број публика. Кате, благодарам за одвоеното време, ви посакувам успешна премиера и многу пати да ја одиграте пред многубројна публика ова нова танцова инклузивна представа, не само во рамки на нашата земја, туку и надвор од неа. Пред да се одјавиме, Ирена, пред се ќе се заблагодарам прво тебе, бидејќи ти не следиш од првите, од почетоците од создавањето на нашето студио, особено со поголем интензитет во инклузивните представи. Благодарам за одвоеното време и за таа цела поддршка и на куќата, на твојата куќа, Алфа телевизија. Ќе се заблагодарам на Национална опера и балет, навистина морам да го кажам тоа, и на генералниот директор Васко Ристов, кој несебично ги отвара вратите, и неговиот тим кој што стои позади себе, и секогаш четврти пат поред наидуваме на позитивна реакција, на позитивна соработка. Се надевам дека долго ќе трае. Нека биде така.
А не ја пропуштајте можноста и вие да видите како ќе биде на премиерната изведба или на изведбите на 5 декември на оваа инклузивна представа која што, верувајте, ќе ви ги наполни срцата со љубов, со емоции, ќе ви ги насолзи очите. Студио Еурека ве поканува да ги следите нивните активности, а јас неизмерно им благодарам што секогаш одговараат позитивно на нашите покани да бидат дел од нашата програма. Останете ви и понатаму со утринската програма Добро утро секој утро на телевизија Алфа и уживајте и во следните содржини.